Владеачката партија со критики кон Филипче, ставовите за францускиот предлог носат конфузија. Филипче, нема реформи, владеачката партија ја партизира државата. Силјановска, договор дома, наместо нови црвени линии. Силјановска на самитот во Копенхаген. Мисајловски, Хелес, безбедноста и стабилноста на регионот е апсолутен приоритет. Јаневска, студирањето во својата земја е најдобар избор. Инвестиции во Злетово и Тораница. Пат на индустриската вработеност. Раст на приходите од царинската управа. Албанија ја зголемува минималната плата. Германија одобри извоз за Израел. Турција разви системи против дронови. Трамп и Фајзер со договор. Затворање на владата во САД. Се урна авион на италијанската војска. Трагедија во Одеса, 9 загинати во невреме и поплави, меѓу нив и дете. Владеачката партија остро го критикува Венко Филипче за неговите ставови околу францускиот предлог, оценувајќи дека тие внесуваат конфузија во македонските позиции и му одат во корист на Софија. На пресконференција, Антонио Милошовски рече дека Филипче ја менува политиката според интересите на Зоран Заев, а целта на двајцата е да останат на чело на СДС. Лидерот на СДС, Венко Филипче, ја обвини владеачката партија дека за година и пол власт не спровеле ниту една реформа од реформската агенда договорена со Европската унија, иако според планот годинава требало да се донесат 12 закони. Тој рече дека премиерот ја префрла одговорноста, но вината е негова и на тимот. Наместо вистински независно судство, власта, според Филипче, се фокусира на контрола преку партизација и назначување блиски луѓе, што повторно ја враќа државата во модел на партизирано правосудство. Председателката Силјановска-Давкова изјави дека не е за нови црвени линии во процесот кон Европската унија, туку за домашен договор и заедничка платформа за преговори. Таа смета дека уставните измени сами по себе не носат резултат и дека соседите ја задржуваат истата политика кон Македонија. Резолуцијата што ја предложи СДС за заштита на идентитетските обележја и временска рамка за уставни измени предизвика поделени реакции. Власта ја брани како национален консензус, додека Мицкоски ја критикува како нов подарок за Бугарија. Председателката Силјановска-Давкова е во Копенхаген на 7-миот состанок на Европската политичка заедница, каде ќе говори на панел за безбедност и нови закани, со кои председаваат Макрон и Рама. На форумот, каде се поканети 47 лидери, теми се војната во Украина, зајакнувањето на одбраната и европската соработка во услови на геополитички тензии, сајбер закани, миграција и индустријска безбедност. Министрите за одбрана на Македонија и Босна и Херцеговина, Владо Мисајловски и Зукан Хелес, на средба во Скопје ја потврдија силната соработка и доверба меѓу двете земји, особено во одбраната и регионалната безбедност. Мисајловски истакна поддршка за интеграцијата на Босна и Херцеговина во НАТО и ја потврди македонската посветеност во Европската унија за мисијата Алтеа со 33 припадници. Двајцата министри присуствуваа на првиот час во Воената академија, каде се школуваат и питомци од Босна и Херцеговина, а разговараа и за наменската индустрија и користењето на полигонот Криволак. Министерката за образование Весна Јаневска на првиот академски час ги поздрави новите студенти на УКИМ, охрабрувајќи ги да останат во земјата и да ја градат својата иднина тука. Таа истакна дека универзитетот нуди знаење и поддршка за млади лидери, а институциите работат на подобрување на квалитетот на високото образование, студентскиот стандард и осовременување на програмите. Рудниците Злетово и Тораница од 2026 и 2027 година ќе започнат нов развоен циклус со инвестициона програма на Булмак 2026. Планот вклучува геолошки истражувања за нови резерви, изградба на современо јаловиште, набавка на нова механизација и модернизација на постројките. Целта е поголема продуктивност, пониски трошоци, поголема безбедност и усогласување со еколошки стандарди, при што рудниците ќе останат двигатели на локалниот развој и стабилни рударски центри. Во август бројот на индустриските работници е намален за 2,6% споредено со лани, а во периодот јануари-август падот изнесува 3,8%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Намалување има во рударството, преработувачката индустрија и енергетиката, додека по индустријски групи пат е забележан кај енергија, капитални и нетрајни производи. Зголемување има само кај трајните производи за широка потрошувачка и интермедијарните производи.
Царинската управа во септември наплатила 179,5 милиони евра приходи, што е зголемување од 7,5% или 12,5 милиони евра повеќе во споредба со истиот месец минатата година. Најголем раст е забележан кај приходите од царина, 13,4%, потоа кај данок за додадена вредност со 8,7%, данок на моторни возила со 6,9% и акциза со 3,7%. Директорот Бобан Николовски истакна дека е создаден систем кој обезбедува стабилни приходи во буџетот и повеќе средства за капитални проекти. Во изминатите месеци исто така е забележан континуиран раст, во јули за 10,5 милиони евра, во август за 14,5 милиони, а во септември за 12,5 милиони евра повеќе. Вкупно од почетокот на 2025 година се наплатени 1,58 милиарди евра, што е за 78 милиони евра повеќе отколку во истиот период лани. Од 2026 година минималната плата во Албанија ќе порасне на 50.000 леки, 515 евра, најави министерката за економија Делина Ибрахимај. Таа истакна дека целта е за 4 години просечната плата да достигне 1000 евра, а даноците нема да се зголемуваат во првите 18 месеци за да се обезбеди финансиска стабилност. Моменталната минимална плата е 40.000 леки, 412 евра. Германија, по делумното запирање на извозот за Израел, одобри пратки вредни најмалку 2,46 милиони евра во периодот од 13 до 22 септември, објави Министерството за економија. Станува збор за друга воена стока, а не директно оружје, најверојатно додатоци или опрема. Предходно, од јануари до август, извозните лиценци достигнаа околу 250 милиони евра, пред канцеларот Мерц на 8 август да нареди суспензија поради конфликтот во Газа. Турската одбрамбена компанија Богазичи Савунма разви системи за заштита од дронови во урбани средини, кои веќе се тестираат на аеродроми во Европа, Азија и Африка. Според председателот на управниот одбор, Фатих Аслан, зголемената појава на дронови, од аматерски летови до снимање на свадби, станува закана за цивилното воздухопловство, предизвикувајќи доцнења и финансиски загуби. Новите системи се дизајнирани да ги неутрализираат дроновите без да влијаат врз постојната авиациска инфраструктура. Председателот Доналд Трамп објави договор со Pfizer за директна продажба на лекови по намалени цени преку новата владина страница Trump-RX.gov. Целта е цените во САД да се израмнат со оние во другите развиени земји. Иако администрацијата го представува како голем чекор, експертите предупредуваат дека повеќето осигурени пациенти нема да имаат корист. Извршниот директор на Pfizer вети дека новите лекови ќе се продаваат по иста цена глобално и најави инвестиции од $70 милиарди, додека договорот вклучува и 3-годишен грејс период од царини. Федералната влада на САД е затворена поради неуспехот на Конгресот да усвои закон за финансирање, што е прво затворање по речиси 7 години. Иако републиканците имаат мнозинство во двата дома, не успеа да обезбедат доволно гласови во Сенатот. Како последица, стотици илјади вработени се испратени на принуден одмор, а неопходните служби продолжуваат да работат без плата. Демократите ја обвинуваат администрацијата на Трамп и републиканците за кризата. Двајца италијански воени пилоти загинаа кога авион за обука Т-260Б се урна за време на лет во близина на националниот парк Чирчо, јужно од Рим. Спасувачките екипи на местото ги пронајдоа остатоците од авионот во пламен и телата на загинатите, соопшти агенцијата АНСА. Во украинскиот град Одеса, силно невреме и поплави одзеле животи на најмалку 9 лица, меѓу кои и 8-годишно дете. Според локалните власти, меѓу загинатите има 6 жени и 2 мажи, а спасувачите досега евакуирале стотици жители и спасиле 362 лица. Владеачката партија со критики кон Филипче, ставовите за францускиот предлог носат конфузија. Филипче, нема реформи, владеачката партија ја партизира државата. Силјановска, договор дома, наместо нови црвени линии. Силјановска на самитот во Копенхаген. Мисајловски, Хелес, безбедноста и стабилноста на регионот е апсолутен приоритет. Јаневска, студирањето во својата земја е најдобар избор. Инвестиции во Злетово и Тораница. Пат на индустриската вработеност. Раст на приходите од царинската управа. Албанија ја зголемува минималната плата. Германија одобри извоз за Израел. Турција разви системи против дронови. Трамп и Pfizer со договор. Затворање на владата во САД.
се урна авион на италијанската војска. Трагедија во Одеса, 9 загинати во невреме и поплави, меѓу нив и дете.